Со реконструкција на ситуацијата на пронаоѓање на првото депо на икони на Виничко Кале во далечната 1985 година, во комбинација со презентирање на документарен филм од првите ископување на овој локалитет, сето тоа документирано низ печатени плакати на кои беа презентирани 14 мотиви од најголемата колекција на икони кои музеот Теракота ги поседува, Виничко Кале ги собра виничани за уште еднаш да ги потсети за вредноста и богатството кое како општина го поседуваат. Целокупниот амбиент на Виничко Кале беше надополнет со убавите звуци од древните инструменти на маестро Драган Даутовски, кој со 90-минутен концерт го распореди звукот од Виничко Кале наоколу. Група ентузијасти во велосипедизмот од Виница викендов ја реализираа првата велосипедска тура на релација Виница-Јакимово, Црнкамен, Калиманци, Грлани, Драгобраште, Виница во должина од 39 километри. Како за почеток, одзивот беше и повеќе од очекуван, но и самиот терен релативно издржлив за оние кои се почетници во овој спорт. Жешкото сонце викендов не беше пречка за младите фудбалери од две генерации 2006 и 2008 да ги одмерат силите на градскиот стадион во Виница. Винеам Куп 2018 на терен ги донесе екипите од неколку градови во Македонија да го доживеат својот потенцијал во играње фудбал, а со тоа да ја збогатат спортската содржина од програмата на град Виница 74 години Слободна Виница. Намесно седенка на затворено, виничани и гостите кои во голем број ги имаше од соседните општини за прв пат начекаа целовечерна забава под отворено небо на плоштадот Ангел Винички. После концертот на Љубојна, деновиве за прв пат имаа ретка можност да уживаат и заеднички да споделуваат несекојдневни музички мигови со прекрасниот вокал на Тања Димовска-Трајанова од групата Игуана како квалитетна најава на спектакуларниот концерт на групата Нокаут, кои настапија со песни во кои публиката едноставно уживаше. Бумбарска и Чупино трейл заврши со првата меѓународна трка организирана прв пат со поддршка на општина Виница и повеќе приватни компании. Со трката се заокружи 4-дневната програма 74 години Слободна Виница, а Виница отвори ново спортско поглавје во својата историја. За реализација на програмата, општината издвои средства од сопствениот буџет.